Кирков, повелите. Почитувана директорке, и тоа добро знам и сум запознаен како работи ЈП-Лајка. Ви благодарам на одговорите, но не ми ги одговоривте целосно на моите прашања. За колку време овие 10 милиони ќе ги покријат вашите трошкови кои ги имате во моментов? И дали ЈП-Лајка целосно ќе биде потовар на овој град, затоа што гледаме дека ова предпријатие не носи резултати. Немаме ние мапирање на куќиња, ние не знаеме колку куќиња, не знаеме со кој обем работи Лајка и за колку време ќе се реши овој проблем. Напротив, ова предпријатие цело време бара субвенции. Огромни милиони пари на скопјани се одлеваат, а скопјани не гледат ништо позитивно, напротив се нападнати постојано и се не чувствуваат небезбедно во својот град. Да не ја вртиме тезата. Куќињата не се виновни затоа што се на улица. Виновни сме ние луѓето. И јас секогаш сум на страна на животните, вие тоа многу добро го знаете, затоа што се познаваме, но пак ве молам да ми одговорите. Со кој обем работи Лајка, зошто еден месец веќе ова предпријание работи и за колку време овие субвенции, доколку ви ги изгласаме и ви помогнеме сега, вие може во февруари повторно да барате субвенции. Значи ние доаѓаме до ситуација кај што ќе имаме предпријатие кои цело време ние го субвенционираме, огромни пари се одлеваат на Скопје, не гледаме резултати. Јас во интерес на животните и во интерес на вработените, како активист и љубител пред на бездомните куќиња и активист, лично ќе ви помогнам и апелирам до сите советници да ви помогнеме сега, но фатете се за работа, затоа што, пак ќе ви кажам, скопјани очекуваат резултати. Лајка во моментов ги разочара скопјани. И мора да знаеме кога овој проблем ќе се реши, дали имате трајно системско решение, со која програма ќе работи Лајка. Во интерес на куќињата кои се веќе таму, кои што напоменавте 180 куќи и тие вработени, да заслужуваат да земат плата, и јас ќе поддржам оваа субвенција и ќе гласам за, но за 10 месеци од сега јас сум уверен дека ќе има нов градоначалник, ново раководство, нова програма на ЈП-Лајка, која ќе најде трајно и системско решение, а не како до сега. Благодарам.